Што точно представува бизнис диагностиката и кои се придобивките, особено за малите и средните компании? Бизнис диагностиката представува еден систематски процес кој што ги опфаќа сите елементи од работењето на една компанија. Значи се анализираат финансиите, се анализира организација, сите ресурси во компанијата, операции, производство, продажба, позиционирање на пазар. Многу е битна бизнис диагностиката бидејќи ги идентификува причините зошто самата компанија не го искористила или побавно го користи потенцијалот кој што веќе го поседува или пак не ги остварува повратите од инвестициите кои што веќе ги има направено. Што тие се две некои стримови, да кажам, кои што се многу битни и за самите менеџери, меѓутоа и за сопствениците кои што често се и менеџери на самите компании. За малите и средни предпријатија, самиот процес на бизнис диагностика им дава една јасна слика каде се нашите проблеми, каде се нашите слабости, каде се нашите јаки страни и врз основа на тоа им дава еден вид на мапа како полесно и правилно да ги алоцираат своите ресурси. Од друга страна им дава една слика каде понатаму треба да го дефинираат својот раст, на кој начин да го дефинираат својот раст и понатамошна професионализација. Значи, практично се разликува од класичната финансиска анализа или ревизија? Исто да се разликува. Јас би сакала тука да кажам дека не би сакала да исклучиме потребата и за финансиска анализа и за ревизија. Зошто? Затоа што и самата финансиска анализа е дел од самата бизнис диагностика. Ние, например, и почнуваме со некој вид на финансиска анализа, бидејќи преку истата ја запознаваме фирмата, ја запознаваме како работи, бидејќи на крај на денот се рефлектира во бројки и тоа што им е многу битно на самите компании. Од друга страна пак ревизијата ни потврдува дали бројките се навистина точни, дали ни ја презентираат во некоја дали ни ја презентираат објективно сликата за финансиските извештаи на една компанија. Така да јас би ги препорачала на компаниите нормално и овие два процеси, особено и ревизијата, дали на периодична основа или на годишна. Меѓутоа, како што кажав, бизнис диагностиката се разликува затоа што финансиската анализа ни покажува кои се бројките, а бизнис диагностиката ни покажува зошто е таков резултатот, кои се причините позади тоа и што треба да се направи за истите да се подобрат. Нормално, пак ќе повторам, доколку се утврди таква потреба, односно дека се утврди дека има некој недостаток на самата компанија или некој простор каде што може да се подобри. Кои се најчестите болни точки што ги откривате кај компаниите во Македонија и кои би се елиминирале доколку спроведат бизнис диагностика? Ние работиме со приватен сектор, мислам дека не би сакала да претерам, меѓутоа сигурно сме работеле со над 80-90 компании во последните неколку години. Така да искуството е големо и идентификуваме некои болни точки кои што навистина се повторуваат. Некои само ќе издвојам, така да кажем, и што сметам дека се многу поважни. Најпрви компаниите немаат дефинирано јасна стратегија или пак визија. Многу често работиме од ден за ден и не се планира за некој период од 3 до 5 години, односно не доволно се комуницира и не се дефинира самата визија каде сакаме да бидеме за 3 до 5 години. Друга болна точка што ја гледаме е дека имаме најчесто несоодветна организацијска структура. Теретот и товарот на управувањето на фирмата е најчесто на 1 до 2 менаџери или пак на самиот сопственик. Со тоа што тука произлегува веднаш проблемот дека немаме јасни распределби на одговорности во самите компании, одлуките се носат концентрирано или централизирано само на едно место без да се земе во предвид другите мислења. Така да тоа е исто една болна точка која што сметаме дека на која што има многу простор да се работи. Претходно исто споменав финансиска дисциплина и тоа е едно подрачје каде што навистина има простор за подобрување. Кај нас многу ретко гледаме во фирмите поставени финансиски индикатори по кои што тие си ја мерат својата успешност или, како што кажав, да имаат во континуитет согледување на состојбата, какви се од аспект на профитабилност, ликвидност, солвентност и така натаму. Исто така, што е многу важно и ние, пошто сме работели надвор од нашиот домашен пазар, е мерење на продуктивност на вработени. Прво, кај нас компаниите не воспоставуваат такви системи, мислам не можам да ги генерализирам нормално, зборуваме значи сепак за поголемиот дел од компаниите, дека немаат воспоставено такви системи за мерење. Со тоа што прво не си го познаваат сопствениот потенцијал, значи колку можеме, и второ и како можеме, односно како можеме со
одреден број на вработени или одреден број на или начинот на кој што сме поставени, можеме да продуцираме и подобри резултати од сегашноста. Со оглед на вашето 20 годишно искуство и работа со над 100 клиенти, може ли да споделите некој пример каде бизнис диагностиката може да спаси или трансформира одредена компанија? Јас ќе ви кажам еден пример и тоа може да не е толку стар, вака што не е многу свеж, меѓутоа уште работиме со самиот клиент, нема да именувам клиент секако, меѓутоа фирмата е во сектор производство, негде околу 80 на вработени, се идентификуваше дека фирмата финансиски првично дека има некоја добра финансиска слика, меѓутоа со самата бизнис диагностика утврдивме потреба се утврди потребата дека еве на месечно ниво фирмата се соочува со потешкоти во ликвидност, дека добивката има некој тренд на опаѓање. Што утврдивме фактички е дека голем дел од портфолиото, ќе кажам повеќе од 40%, опфаќаше производи кои што се продаваат со негативна маржа. Трошоци за логистика ги надминуваа нормалните, да речеме, граници на потребни трошоци за толкав обемна компанија. Утврдивме преголеми залихи, односно капитал заробен во магазин, така да со многу брзи интервенции каде што нема ни потреба од големи инвестиции, зборуваме значи за целосно реструктурирање на трошковната структура. И за само 6 месеци, значи компанијата успеавме прво да нормално да ја подобри својата профитабилност, затоа што ги оптимизиравме трошоците, а моментално работиме на самиот процес и на воспоставување на добри пракси во целото производство, од поставување на извештаи каде што ќе се следи и цена на чинење и цена на продажба, за да немаме продажби по негативни маржи, и до самото оптимизирање како да се поставуваат тие процеси каде што ќе се заштеди на нормално на ресурси кои што се потребни за реализација на истото. Како резултатите од диагностиката може да им помогнат на собствениците, на директорите на компаниите да носат информирани одлуки и да инвестираат за развој на својот бизнис? Без самата бизнис диагностика им возможува да ги запознаат своите навистина јаки страни, и врз основа на тоа да ги фокусираат своите ресурси во подрачјето каде што нормално се јаки страните и каде што може да дополнително да растат и дополнително да се развиваат. Од друга страна го имаме и делот каде што ќе ги запознаат и своите слаби страни и ќе дефинираат стратегии или ќе ги мапираат барем ризиците кои може да настанат доколку истите тие слабости не се навремено решат. Така да бизнис диагностиката на самите директори и менаџери им ја дава, тоа е како еден, ние го викаме health check, значи буквално здравствен преглед, каде што се утврдуваат сите слаби точки, односно каде треба да воспоставиме некоја диагноза, ако имаме веќе некаков проблем, каде е решението, и буквално ни дава целосна слика на самата компанија, врз основа на која они може и понатаму да планираат, да се развиваат и да креираат своји интерни политики. Како инвеститорите гледаат на малите и средните компании кои претходно направиле бизнис диагностика? Дали ги прави поконкурентни од останатите компании кои не ги идентификувале своите слаби и силни страни? Секако дека тоа е предност. Самата бизнис диагностика, како што кажав, кога самите фирми се осознаваат својата реалност, многу е полесно и да преговараат и да дискутираат со партнери, со инвеститори, затоа што ги знаат своите болни точки, ја имаат таа предност да предвидат одредени подрачја каде што потенцијалниот партнер би бил заинтересиран или пак евентуално инвеститор да вложи во истите. Многу е битно тоа што кога веќе се почнува со еден процес на бизнис диагностика и се утврдува некоја, да речеме, една мапа со план на активности за потенцијално подобрување, самата компанија е свесна дека треба да почне да биде повеќе транспарентна. Со самата транспарентност се отвара према пазарот, према партнерите, према потенцијалните инвеститори и со тоа дава една доза на сериозност, на професионалност и нормално е многу полесно кога работиме на ниво и на доверба и на ниво веќе и на податоци кои што веќе можеме и да ги квантификуваме и нормално да ги споделиме со друг, многу полесно течат и преговорите и нормално кон успешно затварање на било какви преговори. Ви благодарам. Ви благодарам јас.